Почитувани браќа и сестри македонци, албанци, срби, власи, роми и сите останати. Веќе 30 години разделуваат по етничка, религиска, економска статусна, во последно време и здравствена состојба. Веќе 30 години не држат како робови за туги аргатски странски дворови. Веќе 30 години закопуваат се што е македонско, свето, чисто, родолюбиво. Веќе 30 години некој однадвор не ја крои судбината. Ако сте патриот, не сте националист. Да не паѓаме на измислената наратива. Време е да кажеме доста е. На кои избори ќе излеземе, браќи и сестри? На избори без избор? На избори наместени и подкупени? На избрзани од некоја причина избори? На избори кои според сите прописи во оваа држава, ако остана некој пропис непогазен, се нелегални, нелегитимни и антиуставни? Согласно толкувањата на Уставниот суд, уредбите со законска сила престанаа да важат ноќта на помнок на 14 јуни 2020 година. Согласно одлука на Уставниот суд и европската пракса. Актите на Уставниот суд се конечни и извршни и се задолжителни за сите, вклучително и за владата. Имено, во актот на Уставниот суд од 28 април 2020 година се вели: трајањето на уредбите со законска сила завршува по престанок на vanредната состојба. Тоа значи дека изборите се можни само со ново решение за распишување на редовни парламентарни избори од страна на председателот на собрание во уставниот рок, не помалку од 70 и не повеќе од 90 дена од денот на распишување на нов датум на избори, со почитување на целата процедура, според изборниот законник и Уставот на Република Македонија. Ниту денот на распишувањето на изборите, ниту спроведувањето и организирањето на изборните действија не се во надлежност на владата. Таа нема право да ја наложува на Државната изборна комисија кога да го направи изборниот роковник и како истиот да го димензионира во услови кога не е познат новиот изборен ден. А Државната изборна комисија не може да знае кој е новиот изборен ден, кога неговото утврдување е во рацете на председателот на собранието, кој е единствен надлежен орган за распишување на избори. По утврдувањето на новиот изборен ден, Државната изборна комисија практично ќе треба да ги започне сите изборни активности од почеток. Потребно е ново ажурирање на избирачкиот список, бидејќи во меѓувреме имаме многу граѓани кои наполниле 18 години и добиваат избирачко право согласно со Уставот. Неправедно и неуставно би било на овие лица да им се одземе правото да гласаат поради тоа што Државната изборна комисија, согласно недозволените инструкции на владата, немала можност да направи ново ажурирање на избирачкиот список. Како што стојат работите, ако доследно се применува уредбата на владата, Државната изборна комисија треба да продолжи таму каде што застанали изборните действија до носењето на уредбата, што практично значи дека Државната изборна комисија нема да има можност да го ажурира списокот. Ажурирањето е важно и за прочистување, односно бришење од списокот на лицата кои во изминатиот период починале. Потребно е повторно да се запишат лицата кои се вратени во државата и кои сакаат да го остварат правото на глас во земјата. Станува збор за голема бројка на лица кои поради пандемијата се вратија во Македонија. По престанокот на vanredната состојба, согласно член 126 став 2 од Уставот, уредбите со законска сила што владата ги донела во vanredна состојба престануваат да важат. Ова не е само уставна одредба, туку и мислење на Венецијанската комисија во која јасно се наведува дека уредбите треба да го изгубат својот правен ефект во моментот на престанокот на vanredната состојба. Ова значи дека Државната изборна комисија, откако ќе престане vanredната состојба, не е обврзана да ја следи уредбата со законска сила на владата, односно ќе мора да работи во согласно со изборниот законник. Со оглед дека законникот не познава институти како прекинување и продолжување на изборни действија, истите ќе мора да се вратат од почеток. Откако ќе биде утврден нов изборен ден, Државната изборна комисија ќе биде должна да направи нов изборен роковник по кој ќе ги утврди роковите за сите со закон утврдени изборни действија. Во однос на поднесените пратенички листи, Државната изборна комисија ќе мора да испита нивната валидност согласно на настанатата изборна состојба и да завземе став дали ќе ги прифати веќе поднесените листи или ќе бара поднесување на нови. Освен нелегални, овие избори се и нелегитимни. На 3 партии, меѓу кои и Родина Македонија, им е ускратено уставното право да бидат избрани, а на народот право да избира. Грубото кршење на изборната процедура и одржување на избори во услови на 5 последователни vanredни состојби под маски, психоза и страф од опасниот вирус се само избори во служба на истите сили која урнаа Република Македонија.
Зошто Уставот вели дека одлуката за постоење вонредна состојба има важност најмногу 30 дена и зошто вонредната состојба е ограничена на најмногу 30 дена. Европските стандарди во однос на вонредна состојба се прецизно наведени во компилацијата на мислењата на Венецијанската комисија за вонредната состојба од 16 април 2020 година, како и во уставите на сите демократски држави. Сите се на линија на прецизно временско ограничување на вонредната состојба со цел силна, брза и ефикасна мобилизација на сите ресурси во насока на наоѓање најефикасни начини како државата да се справи со епидемиите, последиците од природните непогоди и слични појави во најкраток можен рок. Брзината и ефикасноста на државните органи во време на вонредна состојба е клучна, затоа што вонредната состојба ги повредува човековите права и слободи и не сме да трае подолг период. Колку времето за справување со кризата се пролонгира, толку државата остава простор за засилена арбитрарност и политичко самоволие на незините органи. Во Република Македонија председателот на Републиката се одлучи на продолжување на вонредната состојба 2 пати по 30 дена, со што практично го прекрши уставот. Оценката на уставноста на втората одлука за утврдување на вонредна состојба од страна на председателот на Републиката ќе ја врши Уставниот суд врз основа на поднесената иницијатива. Родина Македонија поднесе известување до Државната изборна комисија за учество на избори во момент кога за тоа ќе бидат создадени фер и демократски услови. Воопшто не помислувајќи дека сивиот процес ќе се забрза и ќе бидат спроведени веројатно најфингираните и најкорумпираните избори до сега. Избори под присила, подкуп, закани и уцени. Но, нашето известување до Државната изборна комисија ни овозможи да ја раскринкаме оваа институција преку формалниот разговор со нејзиниот секретар Јанчев. Затоа упатуваме јавен повик до политичките партии, до честните родолюбни македонци и лојалните граѓани на нашата држава. Заеднички да го спречиме ова зло кон Македонија и сите народи во неа, кој се повторува во континуитет и кој е водено од еден балкански крак на длабоката држава. Родина Македонија веќе ги извести меѓународните организации за незаконитоста и нелегитимноста на корумпирано организираните избори на пржинската СДС-ДПН-ДУИ коалиција, како и домашните институции за надзор со цел создавање документација за едно кривично гонење на сите соучесници во планираните нелегитимни и украдени избори. Да застанеме сите заедно за враќање на институциите, процедурите, Уставот на Република Македонија. Размисли дали треба да го дадеш својот глас на оние кои ја срушија Македонија.